недела, ден за одмор, сите сме под дома. Добро, некој во Грција на плажа, некој... Ај, нема везе. И во недела стартува третото коло од групната фаза на Евро 2024. Два надпревари од групата А. Имаме еден сигурен патник во следната рунда, имаме еден веројатен патник во следната рунда и што имаме, ќе има многу борба. Одиме со првиот надпревар, Шкотска, Унгарија. Надпревар помеѓу веројатно две селекции кои испаѓаат од групата. Унгарија нема шанси, Шкотска има шанси, ама мали за пласма во следната рунда. Слабата гол разлика од 2-6 им прави голем проблем. Во случај на исто бодови со Швајцарија. Швајцарија има гол разлика 4-2. И сега Шкотска дојде на европското како селекција од која што се очекуваше да покаже нешто повеќе, можеби се очекуваше да биде некакво изненадување, ама не покажа ништо. Дебакл против Германија, а против Швајцарија имаат среќа што освоија бод 1-1. Сега, тоа што го кажавме за Шкотска, генерално важи и за Унгарија. И тие се селекција со неколку звучни имиња во својот состав, ама испаѓаат од групи. Ќе видиме само дали со некој бот или со 0 бодови. Јас лично мислам дека ќе биде нерешено и дека двете селекции ќе си одат дома. Шо знам, 1-1. Одиме со оној поинтересниот дуел Швајцарија, Германија или како што некои можеби би рекле братското дерби. Една работа не ми е јасна. Зошто никој не ја сметаше Германија за фаворит за златото? Кажав уште пред првенството. Германија е тешко да се победи кога игра дома. 2 победи, лесни победи, 6 бода и обезбеден пласман во следна рунда уште пред третото коло. Со тоа Наглсман се доби продолжување на договорот. Федерацијата и Наглсман претходно уште си има подадено рака за продолжување на договорот, но имаше клаузула која го правеше договорот валиден. Клаузулата гласеше дека договорот ќе стане валиден само кога Германија се пласира во нокаут фазата од европското првенство. И тоа е тоа. За Ноер, минатиот надпревар беше негов 17-ти на европските првенства, со што се изедначи со Буфон на листата на голмани со најмногу настапи на турнирите на стариот континент. До крајот на првенството, со оглед на тоа што Германија има уште надпревари, Ноер ќе го помине Буфон. Ќе видиме како ќе се одвива турнирот. Германија веќе во 8 на финалето, ама ако продолжат да газат вака, ќе стигнат далеко. Швајцарија има победи и реми, 4 бода и веќе во следната фаза. Треба се деси чудо за да не се пласираат понатаму. И нормално, пак Шакири е во центарот на вниманието. Шакири уствари направи нешто што не му успеало на ниту еден фудбалер досега. Постигнува голови на последните 6 големи надпреварувања во низа. Светско првенство 2014, Европско 2016, Светско 2018, Европско 2020, Светско во 2022 во Катар и сега во Германија. Ќе биде интересен надпревар. И кој ќе тепа? Пак Германија, ама нема да биде лесно и ќе биде тесно. И Рима направив не секајќи. Не знам што ќе биде, веројатно ќе тепа Германија, ама така, кој што реков, тесно, 1-0, 2-1, 2-1 веројатно. Толку за недела, 2 надпревари. Понеделник, повторно 2 интересни надпревари. Следете на социјалните мрежи, на Instagram и на Facebook, Overtime with TJ, ставете subscribe на YouTube каналот BMG Network и бидете во текст со сите актуелности на европското првенство. Се гледаме за многу брзо, шо за брзо, утре. Чао!